Добро вечер. Крајот на Централниот дневник ни е резервиран за вестите од културата. Ансамблот за народни игри и песни Танец ја промовираше монографијата 75 години Танец, која содржи материјали од архивата на ансамблот. Ова значајно издание, кое го трасира богатиот пат и наследство на Танец во текот на 7,5 децении, представува ризница на документи, фотографии и сведоштва за неговата културна мисија како најзначаен презентер на македонското фолклорно творештво. Во средата, во Националната универзитетска библиотека Свети Климент Охридски во просториите на новата мултимедијална читалница беше промовирана јубилејната монографија 75 години Танец. Монографска презентација на архивската граѓа од архивот на Националната установа Ансамбл за народни игри и песни Танец. Вечерва не само што промовираме една извонредна книга, туку и славиме 76 години посветеност, 76 години историја, 76 години љубов кон македонскиот фолклор. Јубилејната монографија 75 години Танец, монографска презентација на архивска граѓа од архивот на НО Ансамбл за народни игри и песни Танец е многу повеќе од збир на страници. Таа е ризница на документи, фотографии и сведоштва кои документираат секоја важна етапа од нашето постоење од 1940 година до ден денес. Ова капитално дело, создадено од темелно истражување од страна на авторите, етнологот и антрополог Светлана Кирик и професорката Мирјана Мирчевска, е нашиот подвижен музеј преточен во книга. Тој е доказ за нашата културна мисија, која како значаен презентер на македонското фолклорно творештво дома и низ светот. Но Танец не е само институција. Танец е душа, страст и заложба на илјадници луѓе. Оваа монографија е посветена токму на нив. Автори на монографијата се Светлана Чирич и Мирјана Мирчевска, а промотор на истата беше Благица Илич. Исклучителна е можноста да се промовира културолошкото и историското милје на Националниот ансамбл за народни песни и игри Танец, кој што вечерва низ 240 на страници ќе обележи 75 години традиција, историја, но и уметничка вредна оставштина која што овој национален символ ја гаеше овие години. Станува збор за монографијата, како што и директорката и моите колешки најавија, 75 години Танец, архивска граѓа од ризницата на овој ансамбл. Сите претходни монографски изданија се навистина вредни за почит. Ова е петото поред издание, кое што има еден поразличен концепт. Значи, освен наративниот и фактографскиот податок, нуди еден сериозен квантум, можем да кажам, од статистичко хронолошка податливост и аналитика и главни заложници за секако за тој момент се авторите Светлана Кирик и професор доктор Мирјана Мирчевска. Надеж, светлина низ темнината е насловена самостојната изложба на уметницата Ана Митевска, која беше поставена во Македонскиот културен центар во Скопје. Митевска со своите апстрактни дела не носи низ просторот каде светлината секогаш победува, без разлика на времето и темнината. Пораката на овој најнов циклус, мојата 9-та самостојна изложба, е надеж светлина низ темнината. Да сакам да пренесам со ова дека надежта е тивка, но е гласна и надежта е во секој од нас. Овој циклус Надеж, светлина низ темнината, е моето најлично патување и секоја слика што ја гледате е дел од мене, дел од моите тишини, од моите сомнежи, но и од моментите кога повторно сум научила да дишам.
Секој потек со читката е чекор кон себе, кон некоја нова светлина што се раѓа по мракот и токму таа светлина во првото дело изгрее сонце и не е случајна. Таа е поврзана со една песна, со едно сеќавање. Песната е насловена Во облак сонце. Текстот го напиша мојот татко во далечната 74 година и беше победничка на Скопскиот фестивал во изведба на извонредната Маја Оџаклиевска. Вечерва таа желба се остварува. Потајно во мене имав желба таа песна никогаш повторно да оживее. Мојот сопруг Александар ја преработи со многу љубов и разбирање за се што таа песна значи, а новиот живот и го даде гласот на Ана Петановска. Сакав да создадам циклус што ќе биде потсетник дека надежта не е гласна, туку тивка. Нека оваа вечер биде потсетник дека дури и кога небото е покриено со облаци, сонцето секогаш постои, само чека повторно да се појави. На големата сцена во Националниот театар во Будимпешта, актерите на Македонскиот народен театар ја одиграа наградуваната представа Ничија земја. Со неколкуминутен громогласен аплауз, публиката ги награди македонските актери кои страстно и во еден здив ја одиграа представата. Директорот на Македонскиот народен театар Никола Кимовски потпиша договор за соработка со Атила Видњански, директорот на Националниот театар во Будимпешта. Гостувањето на Ничија земја е првиот резултат од оваа соработка и е значаен исчекор во продлабочувањето на културната соработка меѓу двете институции. Веќе напролет, Националниот театар ќе возврати посета со гостување во Македонскиот народен театар. Веднаш по завршувањето на представата, македонските актери имаа сесија разговори со унгарската публика, која се разви во спонтана, интерактивна, отворена и топла комуникација. Она што започна како кратка сесија прашања и одговори, брзо прерасна во подлабока, емотивна и искрена дискусија околу темите што ги отвора представата, а тоа е човечноста, апсурдот на војната и траумите што таа ги остава зад себе. Тоа е се што ви подготвивме за денешното издание на Вестите од културата. Ви благодарам на вниманието.